Во ова издание на Newsflash ке гледате. Украина соопшти дека нејзините сили ги потиснале руските трупи во регионот Харков. Дел од американците кои живееа во Украина пред конфликтот не ја напуштиле земјата, остануваат таму. Експерти сметаат дека Бугарија е под притисок од САД да ја тргне блокадата за старт на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Украина соопшти дека нејзините сили ги потиснале руските трупи во регионот Харков во контраофанзива што им овозможила на украинците да стигнат до руската граница. Украинското министерство за одбрана објави видео на кое се прикажани, како што рече, неговите војници на границата. Зеленски во видео обраќање доцна во неделата рече дека Украина се подготвува за нови руски напади во Донбас и Јужна Украина. Окупаторите се уште не сакаат да признаат дека се во ќорсокак и дека нивната така наречена специјална операција веќе банкротирала, рече Зеленски. Американскиот државен секретар Антони Блинкен го увери украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба за поддршката што Украина ја има од нејзините сојузници и разговараше за овонеделните состаноци на групата 7 индустријски развиени земји и министрите за надворешни работи на НАТО. Русија пак денес предупреди на далекосежни последици доколку Финска и Шведска се приклучат на западната воена алијанса. Финска ја објави кандидатурата за членство во НАТО во неделата во претседателската палата во Хелсинки. Се очекува и Шведска да побара влез во алијансата. Шведската владеачка партија во неделата се откажа од своето противање за пристапување во НАТО. Русија го прекина снабдувањето со струја на Финска како очигледна одмазда за незината кандидатура. Финска добива 10% од својата енергија од Русија, а празнината сега ја пополнува Шведска. Пред руската инвазија на Украина во февруари, председателот Џо Бајден ги повика сите граѓани на САД кои предстојуваат или живеат во Украина веднаш да ја напуштат земјата. Иако многумина го направија тоа, некои американци останаа во Украина и не планираат да заминат. Hey Irina, it's Rachel. Ирина, ова е Рейчел. Finally was able to find two. Добра сум, конечно успев да најдам 2 генератори во Славјанск, така што многу сум среќна. Рейчел Меквеј има повеќе од 30 телефонски повици, исто како овој, секој ден. Таа е една од многуте американски волонтери кои решија да останат во Украина по руската инвазија. It's encouraging to see how everybody is. Охрабрувачки е да се види како сите се здружуваат. Не е ситуација кога секој се грижи само за себе. За Речел, утрото на 24 февруари започна со повик од незините родители во САД. Тие кажале дека Путин ја нападна Украина. Руската војска почнала да бомбардира неколку украински градови. Меѓу нив беше главниот град Киев, каде Речел живеела 6 години и работела како писателка. One day you have your city, you have your life. Еден ден во својот град го живеете животот, седите и пиете кафе со пријателите и размислувате за плановите, за кариера. А потоа следниот ден сте на телефон и добивате информации како непријателските падобранци се приземјуваат недалеку од градот. Апелираме до сите американци да собираат средства, неопходни хуманитарни продукти и предмети. Бонс, како и многу други, е убеден дека Украина ќе победи. И ништо не може да го натера, дури инвазијата од Русија, да ја напушти земјата што ја сака. Председателот на САД Џо Бајден го потпиша во закон актот на Украина за заем-наем, акт од Втората светска војна, што ќе ја овозможи на Украина поефективно да бара оружје и да се справи со руската инвазија. Легислативата е слична на она од 1941 година, која им помогна на сојузниците на САД да ги поразат нацистите. Еве зашто станува збор. Добре дојдовте во Форт Вейнрајт. Денес војници доаѓаат овде за да научат како да преживеат и да се борат во брутално студената арктичка територија. Но пред Втората светска војна оваа база беше само мала, изолирана воена база, позната како Лет Филд. Откако сојузниците отидоа во војна да ги спречат германските агресивни воени анексии, Конгресот во 1941 година донесе акт заем-наем, за да обезбеди воена помош и оружје за Русија и другите што се бореа против Германија и силите на осаката. Лет Филд токму овде беше последната трансфер точка за таа програма. Од 1941 до 1945 година американците испорачаа речиси 8.000 авиони за руските пилоти, кои тогаш ги летаа низ Беринговиот проток до руска територија.
На само неколку минути возење од овде, во срцето на Фербенкс, се наоѓа споменик во чест на војната соработка меѓу Русија и САД. Но денес соработката изгледа како античка историја. Русија сега е агресор во Европа. Незината брутална инвазија на Украина е осудена од најголемиот дел од светот. Го посетивме споменикот со сенаторот од Алјаска Ден Саливан, кој зборуваше за новиот акт заем-наем на Конгресот. There's a couple great quotes on this statue, but Има неколку одлични изјави на оваа статуа, но зборуваме за Винстон Черчил, како вели дека американското индустријско производство било клучно да се победи војната во Европа. Изгласавме нова верзија на програмата Заем-наем, чија цел е да се однесе американската опрема што е можно побрзо до украинците за да ги поразат русите. Очигледно сега Русија е таргет, а не корисник. САД досега обезбедија речиси 4 милиарди долари во оружје и опрема за украинците, откако Русија ја почна инвазијата на 24 февруари. Председателот Бајден побара од Конгресот 33 милиарди дополнителни средства за Украина до септември. Но САД освен за Украина се залагаат и за Северна Македонија. Експерти сметат дека Бугарија е под притисок од Соединетите Американски држави да ја тргне блокадата за старт на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Во таа насока велат да одат во прилог и последните најави на Стейт Департментот. Мики Трајковски ги има деталите. САД ќе вршат притисок врз Бугарија да го тргне ветото за почеток на преговори на Северна Македонија с ЕУ, но прашање е дали тоа ќе може да се случи до јунскиот самит на ЕУ поради краткиот период, смета Емил Киријас, дипломат и поранешен генерален секретар во МНР. Неблагодарно е да се каже дали веќе за месец, два, недела или слично ќе може да дојде до решавање на ова прашање, бидејќи за жал, како што реков, овој спор кој што трае децении помеѓу интерпретацијата на историјата од двете страни на границата е дел од внатрешно-политичката дебата во Бугарија и од односите, од тоа зависат и односите во самата бугарска влада. Киријас смета дека час поскоро овој спор ќе мора да се реши, бидејќи намалувањето на тензиите е од главно стратешко значење за целото јужно крило на НАТО. Оттаму е логично и притисокот и интересот на Соединетите Американски држави за затворање на ова прашање што е можно побрзо. За жал, Македонија е жртва на внатрешно-политичките процеси во Бугарија веќе 2 години. Од ставањето на самото вето, преку 3 изборни циклуси минатата година, се до оваа разноликост во помеѓу различните владени партии. Универзитетскиот професор Јове Кекеновски смета дека се водат тајни преговори за надминување на овој спор. Очекува дека САД ќе извршат притисок врз Софија да го тргне ветото. Не знам зошто не би можеле, зошто таа нивна тврдоглавост не би се соочила со фактите и со аргументите, па тоа и беше јавно најавено од многу други извори на информации дека Соединетите Американски држави водат такви преговори и мислам дека токму тие ќе бидат најзаслужни ако отпочнат преговорите. Сигурно во таа смисла ќе водат сметка за нашето достоинство, за нашиот дигнитет. Кекеновски вели дека во прилог на сето ова оди најавениот стратешки диалог со САД кој треба да се случи на 2 јуни во Вашингтон. Ова е, повторно ќе речам, силен ветер во грб за нас во пресред на преговорите, односно во пресред на тргањето на ветото на Бугарија за отпочнување нашите преговори. Ако не е случајно што сега на 2 јуни ќе отпочне така наречениот диалог. Инаку неодамна, портпаролот на Стейт Департментот Нед Прајс за државната агенција МИА изјави дека на билатерална основа САД разговараат со Бугарија и Северна Македонија со цел што побрзо решавање на билатералниот спор и отпочнување на преговорите на Скопје и Тирана со Европската Унија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Да се надеваме дека е така. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам убав ден. Пријатно.